Ѓаволот што му се стори маска на владиката. Чита Александар Станојков. Си бил еден сиромав човек и од многу работење и печалење беше спечалил 1000 алтани. Од кога се виде човекот со толку пари, како да беше се уплашил малку да не му и украдат и пак да остане сиромав. Се научил од луѓе, оти владиката бил многу праведен и у него што да однесиш и да му го даеш да ти го чуат, ичта не се боиш. На полноќ да појдиш па да си го земеш. Се уверил сиромајот од мнозина луѓе, оти од владиката посалам човек немат, зел 1000 алтани и му ја однесол да му и чуваат. Бидејќи им владиката праведен, така и сиромајот, му заведел ѓавол на темаго и му легнал по траго, прво владиката да го огреши и после сиромајот. Со денеска, со утре, му клал на владиката една лоша мисла да му истори инчар 1000 алтани на сиромајот. А од друга страна, на сиромајот работата му ја пречал ѓаволот и му клал една мисла да си сакат алтаните од владиката, да Белчин ќе му тргни за напред работата. Станала една утрина и пошол кај владиката и му посакал парите. Кои алтани ми сакаш бре, никаквику? Му рекол владиката на лутина на сиромајо и го истерал со турканица од одајата надвор. Плачејќи сиромајот, беше си ошол дома и му кажал на мнозина пријатели за оти му изел владиката парите. Никој од пријателите не му поверувал за владиката Кабул да му истори парите, чунки секој го знаеше владиката за праведен човек. На тоа згора сиромајот замолчи, ништо друго. Сиромајот осиромашил до толку многу, што дури пропита за леп. Една вечер се одел дома без да си однеси леп и го стретил ѓаволот, да му дал неколку пари да си купи леп. Бог да прости ти што ме дарува, светеца ли беше, ѓавола ли беше, пак ќе ти речам, Бог да прости што ме дарува, за да не легниме вечер гладни дома. Вечерта му ошол ѓавол дома и му се кажал од тие ѓавол. Бре човече, му рекол ѓаволот, али сакаш да си земиш 1000 алтани од владиката? Како да не ќум бре пријателе, аманде кажи ми некој маривет, му рекол сиромајот. Лели така, чекај да видиш што ѓаволски марифет ќе ти кажам. Јас ќе се сторам една многу убава маска, јавни ме ти и поминеме пред владиката и тој ќе ме бендиса да ме купит. 1000 алтини да му сакаш и тој ќе ти дајт, да после ти саде сеир да гледаш што резелот ќе му донесам и нему јас. На тие ѓаволски зборови канди се сиромајо и на часот ѓаволот беше се сторил една чудесна маска. Ја јавнал сиромајот и поминал пред конакот од владиката. Како што си седел владиката на пенџере, ја видел маската и веднаш врлил мерак на неа, та го вратил да ја купи. Вур, тур, ја ујдиса за 1000 алтани. Тајсли му ја сторил и му ја зел владиката една имза од сиромајо, за да не се попишмани после нешто, за да сакат стоката назад. Со голема севда ја гледаше владиката маската. Едно утро беше му заповедал на Сеизот да ја обружа маската убаво, оти ќе ја вјавнал за да прошета со неа. Исчешлал Сеизот, ја избришал убаво и отрчал да му однеси седлото. Едно беше излегол од кај маската Сеизот, а таа беше легнала на земја и се извалкала од врг глава до петици. Кога ја видел така извалкана Сеизот, брго беше ја ватил да ја обришит. А арнамата Ане стоела и најпосле Сеизот зел лопатата да ја тепа. Бидејќи таа ѓаволо беше ич му стои да ја тепат, Сеизо едно крена лопатата да ја удри и маската веднаш се изоглајала и се пикнала во една дупка во зидот како некој глушец. Само опашката беше остајала надвор. Кога видел Сеизот тоа чудо, на големо чудо беше станал и веднаш ја грабнал маскината опашка да ја тргат. Тргал и никако не можел да ја истргат. Во тоа време дошол владиката и што да види? Маската пикната во зидот со опашката надвор. Што така бре Сеиз? Што да е свето владико, што? Со маската се пикна во зидот, трчи ти вати за опашка да ми помогнеш да ја истргам. Ја грабнале двата опашката од маската и тргајќи силно беше му ја стинале до кочан. Кога виде владиката ти остана маската во зидот, го натерал Сеизот да го турне зидот.
Зидот го турнал сеизот и маската не ја нашол. Кога виде владиката и маската загина, брго беше пратил по сиромајот да го викнат. Дошол сиромајот кај владиката и му рекол: "Абре човече, маската што ми ја продаде ми се пикна во зидот и ако не ераш, еве опашката. Тргајќи му ја стинав, а сиот зид го расипав и не могов да ја најдам. Оваа маска твоја треба да е некоја ѓаолска работа. За да не ој ме посуди, да ми и вратиш 1000 алтани." "Зао ти си купил 1000 алтани маска, света владико, и ти загинала те верувам. Чунки со арам ти биле парите земени. А колку за јас да сум ти продал, за тоа не го верувам." Кога ја чул тие збори од сиромајот, владиката веднаш отишол пред царот за да се жали на сиромајо. Го викнале сиромајо пред царот и го прашал: "Абре човече," му рекол царот, "вистина си му ја дал на владиката една маска и му се скрила во зидот? Каква работа ќе биде ова ако не ми кажеш?" "Ни маска сум му дал, честити царе, ни па маска влегува во зидот. Лажи владиката и друго ништо." "Ами лажам бре, јас имам запис од тебе." Пикнал враката впазува владиката за да го извади потписот од сиромајот и му го дал на царот. Ѓаолот беше го препрел потписот на книги папаси. Кога гледа царот не потпис, ами книги за играње. "Али шега се биеш со мене ти, света владико," му рекол царот, "што ми даваш папази во место потпис?" Кога виде владиката, на голем страм беше паднал и за да се острами, веднаш беше извадил опашката од маската од джеп, та му ја дал на царов за да го увери, оди вистина зел маска од сиромајот. "Еве опашката, честити царе," му рекол, "од маската што ми се скина кога влезе во зидот. На, види ја." Кога ја зел опашката царов раце, од опашка ѓаолот ја престворил во една тамбура со 12 тељови. Кога видел царот и тамбурата, дал вик по владиката: "Бре маскара, дали тамбура ќе ми даваш ти мене за шега да ме биеш? Земете го и клајте го в зандан." И така ѓаолот си го сврши крајот со владиката и со сиромајо да ја огреши.